Филхармонија и денеска протестираа пред Министерството за култура, револтирани од владината одлука новиот джез оркестар да биде времено сместен во истата зграда каде работат тие. Како вчера, така и денеска изваде жолт картон за Министерката за култура, а најавија дека ако не се смени одлуката ќе извадат и црвен. Револтот го темелат на отсуството просторни и технички капацитети за работа на двете установи под ист кров. Дождот не го спречи синдикатот на Филхармонија, како вчера, така и денеска, да протестира пред Министерството за култура и на Министерката да ја упати втор предупредувачки жолт картон. Револтирани се, како што велат, од низината одлука за временно сместување без временска рамка на новиот джез оркестар во истата зграда во која работат тие, а револтот покрај подигнатите жолти картони го искажаа и со врзани жолти ленти, свирежи и гласно пуштена класична музика на звучник. Денеска сме тука да го изражиме нашиот револт кон одлуката на Министерката и да ја дадеме жолт картон, бидејќи реално во просториите на Македонска филхармонија два различни правни субјекта, како два национални оркестра, не може да функционираат. Денеска даваме жолт картон, нема да биде жолт картон цело време. Ќе го извадиме и црвениот картон за Министерката. Немањето доволно просторни и технички капацитети во објектот за двете установи е причина, како што велат вработените во Филхармонија, да излегуваат на протести од крајот на април. Велат дека нема да отстапат и секојдневно ќе протестираат додека владата не ја смени одлуката со пронаоѓање нова адреса за сместување на джез оркестарот. Затоа за четврток најавија протест пред Илинденска број 2. Од Сдруженијето на джез музичари, од чии членови е формиран джез оркестарот, велат дека не сакаат да ги коментираат протестите на вработените во Филхармонија. Сметаме дека наскоро ќе се изнајде решение за сите засегнати страни, вклучувајќи не и нас. А од Министерството за култура со одговор дека продолжуваат да работат на изнаоѓање решение, како што ветиле, за надминување на проблемот.